Да ме вратам на тезата на која се држат дел од вашите колеги во смисла на тоа дека творештвото, ние го имаме творештвото, тоа говори за нас. А во овој случај ние имаме уметничко дело par excellence, како што е објектот на градскиот трговски центар, кое како такво, како уметничко дело е изложено на деструкција. И сега ме интересира, ако немаме по општествените ставови некакви случувања, каде е солидарноста во смисла на тоа, чекајте луѓе, да заштитиме уметничко дело? Бидејќи се случува уништување на творештвото. Видите, и последните анкети покажа дека Скопје 14 нема поддршка кај, особено на местото каде што се реализира. Се обидувам да го издвојам Скопје 2014 како политички, како било каков проект. Изборувам за конкретно уметничко дело. Делото на Живко Поповски, по кој тој човек направи препознатливост и на светската мапа на архитекти. Ама вие не можете тука да направите ништо. Не можете да направите ништо кога станува збор за некоја идеологија која станува насилна и не почитува елементарни, не естетски, туку и други елементи и вредности. Така што ова е неверојатен упад. Ова е еден вид човек навистина се прашува. Слично се случува и со објектот на зградата на владата. Се прашува дали е ова автентична креација на некој човек, на некој луѓе. Дали е тројански коњ? Не можете да фатите логика. Некои луѓе го поврзуваат со пари, но тоа е сулудо да правиш вакви работи за пари, бидејќи зградата на владата е една од најубавите згради во Скопје. Трговскиот центар е една од најубавите архитектонски креации. Така барем велат архитектите. Да правиш од тоа страшило, кое треба да одред, то се идеолошки градби поврзани со антиквизација, која според мене е многу опасна. Го подкопува директно националното ткиво, а не го гради, бидејќи и последните некои истражувања покажа дека македонците не го гледаат својот идентитет на таа страна. Нели? Бидејќи македонците изградија своја држава, изградија свој идентитет на автентични основи, на автентични вредности, и сега вие му викате не, таа држава не може да има континуитет, а тие основи на тој идентитет не се тие, туку сега ние во 21 век ќе бараме други основи за идентитет, една застарена, назадна, ретро идеологија која нема ништо заедничко со нацијата како модерен политички пред се проект. Тоа е со оглед на тоа што творештвото, односно креацијата уметничка изложена на деструкција, како што е случајот на две par excellence архитектонски дела, зградата на владата и ГТЦ, дали за такви нешта почнува да се разговара? Вие бевте сега заврши една регионална конференција на Пен клубот, одите на рациновите средби, дали провоцира тоа разговори внатре меѓу вас? Ево го Пен клубот би требало да биде форум каде што меѓу другото се дискутираат и тие работи, бидејќи еден од основите на мандатите на Пен клубот како таков е залагањето за слободата, изразувањето и говорот. Затоа е создаден, ако не се лажам. Така е. Пен практично лежи на тој принцип, на принципот на слободата на зборот и на слободата воопшто. Така што Пен досега се има на еден скромен можеби начин, или помалку скромен, се има залагано за овие прашања, и на последната конференција сега деновиве
темата беше баш зборот и слободата. И се разговараше, настапија многу луѓе и од страна и ние. И јас говорев во оваа смисла во која говориме сега. Да. Ние тука. Дека писателот освен своето дело го има својата обврска, ако сакате, и своето право на граѓанин да настапува во одбрана на слободата со авторитет, не со своето дело директно, туку со авторитетот на писател, нели? Господин Ваши, да ве прашам за крај, какви се вашите предвидувања, како ќе се одвиваат работите со оглед на сево ова што го констатирав? Мислам дека со оглед и на некои работи што рековме во смисла на која традиција, кој слободарски дух го имаме ние сега, која економска и комфортна ситуација за да може човек слободно, непоткупливо да не го дава својот глас понижувачки за кило зејтин или за литар, како се вика, или за 20 евра и така натаму. Ќе треба да се смени ситуацијата за да можеме да дојдеме до некои појасни предвидувања, затоа што ние сега имаме и еден друг проблем. Ние одиме кон една клерикално држава која се меша со црквата, просто речено. И можевме и овие денови да го видиме. Просторот, автентичниот простор на црквата не е земниот простор. И таа не е на овој свет за да ги решава земните работи. Затоа постојат други институции и така надаму. Црквата е одамна одделена од државата, но не така одамна, така што таа како институција да не чувствува потреба и моќ да се меша и да учествува во земните работи. И доколку власта и го овозможува тој простор, до толку тој простор ќе го користи. Овие изјави што ги имавме деновиве се застрашувачки. Тие се спротивни на она што е суштината на верата и крајната смисла на религијата. Крајната смисла што значи да си верник? Крајната смисла на религијата е спасот. Црквата е на земјата овде за ние грешните и овој грешен свет, бидејќи светот со кој се сојузува повремено, нели, црквата за христијанството, за автентичното христијанство е грешен и нечист, како да кажам, свет од кој треба да се пазиш и кој треба да се спасува. Значи, црквата и нема земна улога. Таа има една социјална етика, збор да нема, но како увид, а не како упат. Таа треба да не преведе нас како еден брод отаде во оној свет спасени. И како интелектуални уметни, како доживувате сега црквата и религијата? Еве, зборувате за нашата состојба или воопшто? Воопшто. Еве реков. Тоа што религијата и верата, православието тука се нели се манифестираат преку Македонската православна црква како институција. Македонската православна црква, особено црквите во православието се зад она што се нарекува национални се крие еден етнофилетизам кој е многу опасен и кој особено е изразен, ако сакате, ево отворено ќе кажам,
не толку во Македонија, колку што е изразен, да речеме, во Србија. И во Грција, добро. И во Грција, да. и кој доведе во една мера до третите балкански војни и до оние жртви и геноциди на тлото на поранешна Југославија. Заедно со гласот на еден број и на културата и на еден број писатели во рамките нејзино, кои представуваа терор на Балканот и доведоа до тоа што беше Француска 7 и така натаму. Луѓе кои се понесени од тоа да создадат од политички народ, народ свештен, Има ли такви тенденции кои сега ги забележувате кај нас? Па не Кога ги споменувате веќе? Дали ги доведувате во паралела со оние што се случува? Не толку кај писателите, кај интелектуалниот свет, колку кај агресијата на црквата да освои што поголем простор од земниот живот, од политичкиот живот, слободна да го прави тоа заради одстапките и потребата од сојузништво со власта. Во оној момент, пазете, внимавајте, во оној момент кога условите во една средина, во една држава се толку зрели, власта вика, одовде натаму ти немаш простор. Тебе ти го оставам онај простор кој ти припаѓа. И тогаш црквата е всушност со својата најавтентична роља и со својата крајна смисла. Дали се следиме? Тогаш работи овој што Пимен многу добро го знае и се обиде да го каже со неколку прости збора, дека не е ова таму да се уриваат бараки. Не е нашата мисија во тоа. Нашата мисија е на другава страна. Така што, кога црквата се притеснува на нејзиниот простор, тогаш таа е со својата автентична улога. И не треба да се плаши од тоа што не е во власта, што не е политизирана, обратно. Напротив, кај Христос нема ни трунка политизираност. Напротив, тоа го има кај Павле и тоа е друга тема поширока.